Перцепцијата за убавина кога е во прашање физичкиот изглед на луѓето постои со векови. Но традициите во различните култури и народи во минатото наметнувале различни критериуми за тоа што е убаво. Од минатиот век, со забрзаниот развој на текстилната и козметичката индустрија, расте и пропагандата која дефинира нови калапи за убавина. First of all, there should be no fad in order to create the illusion. Индустријата за женската убавина доживува огромен развој во 30-тите години на минатиот век, кога одредени брендови за козметика и облека стануваат светски препознатливи и кога почнува трката за освојување на глобалниот пазар. Ниту почетокот на Втората светска војна не го спречи развојот на оваа индустрија, која, користејќи разни канали за пропаганда, го обликуваше јавното мислење за тоа како треба да изгледа една жена, дури и во воени услови. Фразите како идеална жена, нова жена или убавината е должност беа користени за да се промовираат шминки, козметика, облека и воопшто нов имидж на женската популација. Во поствоениот период актерката Мерлин Монро стана пример за идеална жена. Но само малку подоцна, од 60-тите до 80-тите години минатиот век, идеалите за женската убавина кај жената полека се префрлија од зрелото заоблено тело на звездите како што е Монро, кон тенката фигура и рамните гради, за кои олицетворение беа моделите како Твиги и Кейт Мос. Денес, поради пропагандата, се повеќе се заборава на традиционалната убавина, а како стандарди за убавина, кај жените се повеќе се форсираат заоблен задник и големи гради, тенка половина и затегнати бутови. Според некои истражувања во САД, совршената жена е висока над 165 см, тешка е 58 кг и има обем на струк од 66 см. Станува збор за пропорции кои без природни предиспозиции е речиси невозможно да се постигнат, освен ако не се користат нездрави средства и методи. Проблемот во пропагандата за убавина не се однесува само на Западот, туку е присутен насекаде. Имено и младите дами во Кина го чувствуваат притисокот од општеството да изгледаат идеално до изворедност. А во Кина белата кожа од секогаш се сметала за екстремна мерка за убавина. Се вели дека во минатото само на жените со најбелата кожа им било дозволено да бидат во непосредна близина на императорот. Денес белата кожа се уште е стандард за убавина, што се должи на пропагандата на козметичките компании. Најновата лудост од Кина вклучува жени кои држат парчиња хартија и прават селфи. И тие победуваат ако хартијата целосно им ја покрие половината. Позната е како предизвик А4 формат, по стандардната големина на хартија која е 21 см, односно 8,3 инчи. И уште еден знак за убавина во Кина се крупните очи, што е причината бројни кинески дами да инвестираат во козметика за нивните очи да изгледаат поголеми или пак во пластичната хирургија. Според истражувањето, корекцијата на очите е најчестата хируршка процедура во Кина. Загрижувачки е што денес насекаде во светот пластичната хирургија зазема огромен замав. Ки ја именуваме како индустријата за убавина, бидејќи се користи за интервенции за лицето и на телото, само за да се исполнат новопоставените норми за изгледот на устните, носот, очите, но и на другите делови од телото. Понудата на третмани, алатки и средства е огромна. Од филери, ботокси, хилорони, ласери, вакууми до надградба на трепки, ногти, веги и што уште не. Се за да се дојде до посакуваниот изглед. И тоа не само кај жените, туку и кај мажите. Каква е улогата на пропагандата и какви последици остава таа за да се стигне до личниот стандард за убавина?
Последиците кои се случат овде се однесуваат на една нереална слика на себе, која ние имаме наметната од тоа што го прави пропагандата во денешно време. Тоа што е вистински важно да се спомене овде, дека се губи уникатноста, нашата автентичност се губи. Така да тоа е тоа што пропагандата во денешно време во индустријата на убавина го одзема од нас самите како луѓе, а тоа е индивидуалноста. Тоа што го наметнува индустријата е да нели сите имаме една тенка линија, да сите имаме, не знам, бујна долга коса и сите овие препарати кои ги нуди козметичката индустрија влијаат врз тоа како ние градиме денеска, односно ја менуваме сликата. Меѓутоа, доколку земеме во предвид помлада категорија на луѓе, кои што нели ова се деца, адолесценти, ние веднаш ќе видиме дека таа нереална слика која е наметната влие врз нивниот лична перцепција на тоа што е убавина. Дополнително на се во ова да не ги заборавиме и менувањето на индивидуалните очекувања од сами себе, кои дополнително ќе направат најголема промена во нас, затоа што се менува целосниот наш идентитет. И во таа насока, што е со пропагандата која што се однесува на анти-ејджинг третманите? Овде ќе имаме дилема кај можеби една жена после 40-та година дали да посегне по филерче, по ботокс или можеби да не знам, фейслифтинг или слични работи. Не ме сваќате погрешно, се е апсолутно дозволено. Меѓутоа се менува личниот стандард на убавина, тоа е како порака што го праќаме. Затоа што секој еден треба да се запраша во моментот што е тоа што како ние сакаме да одиме во процесот на старење. Нормално, секогаш тоа што некаде би требало да се прифати, тоа што психологијата го кажува, дека ние треба да имаме еден здрав процес на старење во кој ќе вклучи прифаќање на промените кои што доаѓаат со него. Во процесот на прифаќање нормално секогаш помага нели посегнување во некои од овие аспекти што ги нуди пропагандата на козметичката индустрија. Голема улога во ширењето на пропагандата за убавина имаат социјалните медиуми. На апликациите како што се Instagram, TikTok и Facebook, тинејџерите се изложени на бескрајни објави од идеалниот тип на тело, особено од моделите и инфлуенсерите. Тоа може да предизвика незадоволство од телото, нарушени шеми на исхрана и здравствени проблеми. Како да се спречи нивното влијание од социјалните мрежи кај младата популација, без да се предизвика револт кој што е насочен кон родителите? Многу добро знаеме колку оваа пропаганда влие пред се врз сликата на самите себе. Во тој период сите знаеме дека развојно одговараме на задачи, децата одговараат развојно на задачи кои што се нели сликата за себе, како јас изгледам, како другите ме перцепираат, колку јас вредам, односно во тој период најкревка е самодовербата. Така да тоа што е многу важно овде да секој родител го има во предвид е дека социјалниот медиум може да влие врз градењето на позитивна самодоверба, меѓутоа доколку тоа е така фино избалансирано, мислам дека клучниот сегмент овде би бил да ние успееме, нели, родителот кон своето дете да успее да изгради еден балансиран однос кој ќе се гради на критичко размислување на детето, кој ќе се гради на негување на индивидуалност, на праќање на позитивен пример, каде што баз низ еден отворен диалог на да го слушнеме нашето дете што има да каже, да видиме што на него му е важно на социјалните медиуми, во исто време да го информираме што е тоа што може да биде негативен аспект на користењето на социјалните медиуми. Секојдневието покажува дека Македонија не е исклучок и дека женската популација е изложена на пропагандни пораки кои дефинираат совршена убавина. Најголем притисок чувствуваат тинејџерките, младите и средовечните жени кои под влијание на средината влегуваат во континуирана потрага по совршениот изглед. Тие непотребно се изложуваат на диети, на козметички третмани и хируршки интервенции и ризикуваат евентуалниот неуспех на патот кон совршенството негативно да влие врз нивното ментално, но и физичко здравје. Некои се свесни, но некои како да забораваат дека вистинската убавина доаѓа одвнатре. Совршениот физички изглед и следењето на актуелните модни трендови по секоја цена не се гаранција за среќен и здрав живот. Затоа свесно и совесно кон себе и своето тело,
за да не вбројат како уште една жртва на пропагандната машинерија во козметичката индустрија.